Решетки пред влезот на базенот во спортскиот центар Борис Трајковски. Пливачите се оставени на суво после големото невреме кој го зафати Скопје на 21 јули. Орканските ветрови го откорнаа кровот на базенот. Надлежните велат дека катанците ќе останат на вратите помеѓу 1 и 2 години. Ќе следува целосна реконструкција за што било потребно подолго време. Базенот навистина трајни оштетувања кои што ги бележи, би рекол, од давнешни времења кои што се провлекувале до сега, но ова невреме кој што се случи пред 10 дена во Скопје, навистина направи голема штета која што во овој момент прво е ненадомеслива, а второ навистина бара малку поголем зафат, што значи реконструкција. Она кое што во овој момент го подготвуваме веќе е проект кој ќе опфати целосна реконструкција на базенот, зборуваме од машинската соба па се до кровот горе, што значи дека практично би добиле еден нов базен. Реконструкцијата би требало да започне во октомври или ноември, а сериозната инвестиција ќе се реализира во соработка со владата, зашто веќе се водат разговори. Тоа е еден процес кој што е неминовен и мора да се случи, се во интерес на тоа да добиеме објект кој што во наредните години нема да се соочува со овакви проблеми. За жал ова се случува во лето, ете би рекол кога можеби граѓаните најмногу и го посетуваат овој базен, но сметам дека безбедноста е нешто кое што не треба да се стави под знак прашалник и од таа причина постапуваме вака. Базенот во Борис Трајковски е изграден во 1978 година. Првпат е извршена поголема реконструкција во 2010, каде што се работело на покривот, плочките и внатрешноста на базенот. Скопјани веќе 4-та година се и без аквапарк. Тој останува затворен поради сериозни безбедносни ризици. Истечени се гаранциите за издржливост на тобоганите и останатите реквизити. Надлежните велат дека се прават напори следната сезона повторно да ги отвори портите за посетителите. Во изминатиот период направивме една анализа на целиот објект кој што ни кажува дека навистина има трајни големи оштетувања кои што се обидовме да ги стигнеме оваа година да ги санираме, меѓутоа невозможно бидејќи навистина е од голем обем работата која што треба да се превземе. Ние веќе од ова лето започнаме со подготовки за наредното, што значи дека правиме сервиси на тобоганите и на сите реквизити кои што ги имаме внатре, меѓутоа има уште одредени процедури кои што треба да ги поминеме за да бидеме целосно подготвени. Аквапаркот е отворен во 2013 година, а проектот вредел 4,2 милиони евра и е составен дел на спортскиот центар Борис Трајковски. Располага со 10 тобогани, базен за деца, базен со бранови, мрзлива река, административна зграда со ресторан и 3 кафе-барови.